Од 1 јуни лани до денес, политичкиот мандат на министерот Спасовски го одбележа и реформи и крвави настани. Но главен проблем во МВР беа оставените опашки и стапици од претходната власт, оценува поранешен началник на криминалистика. Во министерството една состојба која што малте не беше раскримкана, политизирана до максимум. И сега вие треба да покрените мртовец. Знаете, значи, тоа е многу тешко кога треба да покрените мртовец. И ова што досега е направено, јас го ценам и секој пат го истакнувам како многу позитивно направено. Значи, се оди да се променат законските прописи кои што се пречка па за одредени реформи. Луѓето ги паметат крвавите сцени. Од убиството на Мартин Јанушев среде аеродром, осомничен иманото е во бегство. Од серијата подметнати пожари во автомобили, од големиот број на разбојништва. Перцепцијата оди во спротивна насока од статистиката на МВР, која пак покажува надолен тренд во криминалитетот. Сите зборуваме за несоодветна кадровска политика водена години наназад во Министерството за внатрешни работи, што е одраз денеска ние во криминалистичка полиција да имаме најмалку криминалисти. Односно, колеги дипломирани на факултетот за безбедност или на другиве факултети, каде што основен предмет е криминалистиката и кривично-правните предмети, што е најбитното за еден добар истражител. Ние денеска во таа служба имаме физкултурци, шумари, земјоделци и така натака, али немаме она што нам на полицијата и е потребно и затоа резултатите се такви какви што се. Како пример како се креира перцепцијата во јавноста за криминалните активности, Ључевски го издвои крвавиот грабеж во кисела вода. Имавме сознание дека се сторуваат повеќе напади на спортски кладилници, на менувачници, на банки и така натака, и според описот кој што го дава оштетените секој пат стануваше збор за приближно една те иста група. По настанот во кисела вода, каде што нели собственикот на менувачницата ги штитејќи си го собствениот имот употреби огнено оружје и заврши катастрофално таа употреба, нели со двајца мртви на лице место, тие кривични дела некако како да опадна во квантитет. Ѓурчевски, кој своевремено беше и началник на СВР Куманово, од каде е актуелниот министер Спасовски, на министерот му порачува дека треба успешна кадровска политика, брзи реформи за деполитизација на МВР, но и издвојување на тајната служба УВК од МВР. Сега, повикувајќи се на закон за внатрешни работи, и тајните агенти, припадниците на УБК, имаат можност да користат полициско овластување, нешто што не е соодветно за западните демократии. Затоа ние многу експерти уште тогаш заземавме став дека нас ни се потребни едни подлабоки реформи во делот на управата за безбедност и контраразузнавање, дури одевме и со размислување дека таа треба да биде позиционирана надвор од Министерството за внатрешни работи како засебна агенција за контраразузнавање. Се со цел на таа институција да и се одземат полициските овластувања. Значи, таа служба не може да врши, согласно законот за полиција, не може да врши полициски овластувања, да приведува, да задржува, да сослушува, да поднесуваат кривични пријави и така натака и така натака. И тоа беше целта на реформата. И мислам дека тука работите застана. До ден денес секогаш го застапувам ставот дека следењето како односно примената на специјалните истражни мерки се во надлежност на јавното обвинителство и сите целокупната таа техника треба да биде позиционирана во обвинителството, а да се корисници истражителите кои што обвинителството ги регрутираат од финансиската полиција, од царинската управа, од полицијата и така натака и така натака. Колку и да се оценува досегашниот труд на министерот, два случаи последниот месец дадоа тешки тонови и мрачни бои на борбата со криминалот. Првата беше апсењето на советник од кабинетот на Спасовски, затоа што го пробил системот на заштита на сведоци. Шпекулациите се движеа од контрола на кеш операции до суди на партиско-владини крила. Вториот случај беше пајакот на Бечо. МВР објави соопштение во кое наведува дека полицајката, која сакала да го тргне непрописно паркираниот автомобил на функционерот на ДУИ Беки Расани, сама се удрила во пајак возило, додека се повлекувала поради агресивни вербални напади. Истрагата за тој случај уште трае. Во рацете на обвинителството е, вели Ѓурчевски. Но мора да се открие
зошто не е уапсен насилникот на лице место. На лице место стигнале додатно полициски службеници кои што му дозволиле на лицето осумничено дека дали сторило или не сторило нешто да го напуштит лице место, тоа да не биде приведено. Тоа се процедури во министерството. Значи тоа лице затекнато тука на лице место каде што се одиграл кривично правен настан, биле должни да го приведат во полициска станица и тамо да се равчистува. Дали имало вина или немало вина, има кој да утврдува. Значи јас не преадуцирам никаква вина на никого. И затоа кажувам дека министерот требаше само да каже дека целиот случај е предаден на јавното обвинителство како надлежно. Спасовски постојано, не само за овој случај, успешно одговараше на новинарски прашања во негов стил, без да даде одговор. Ние во однос на тој случај соопштивме се што имаме да соопштиме. Гледате дека апсолутно ништо не се крие, беше поднесена целокупната документација до јавното обвинителство. Јавното обвинителство на Република Македонија постапува и сите информации кои што се однесуваат на случајот ги имате таму во јавното обвинителство. Вие гледавте снимката, може да ни кажете што бидејќи еве на јавноста не се дозволи да се дзирне. Тие податци ќе ги добиете од јавниот обвинител. Гледавте снимката и што може ли да ни кажете што се гледа, дали е точна таа приказна или не е точна таа приказна што се официјално што се промовира. Значи сите информации, податоци, се што е достапно за МВР, доставено до јавното обвинителство. Спасовски во мандатот постојано најавува дека државата треба да се грижи за полицијата. Гесло му стана дека мотивирана и опремена полиција значи сигурни граѓани. Се купува и опрема, иако последниот случај кога МВР купи возила за гранична полиција со чешки пари од компанија од Куманово, ги отворија сомнежите за исправноста и моралот во таа јавна набавка. МВР ги врати позорникарите на улица во некои градови и се обидува да ги распореди полицајците по градовите каде има потреба. Посетува полициски станици, се соочува со реалноста на старите објекти. Но сепак, реновирањето е помал предизвик од реформите кои треба да ја ослободат и професионализираат полицијата.